Неколкугодишниот процес на реформа на безбедносно-разузнавачкиот систем инициран по аферата со масовното незаконско прислушување резултираше со сериозни промени, но има простор за натамошни подобрувања. Со ова се согласуваат и од власта, и од опозицијата, и од разузнавачкиот и од граѓанскиот сектор. Реформата досега меѓу другото резултираше со поделба на надлежностите кои ги имаше некогаш семоќната УБК и нејзина трансформација во две одвоени институции – Оперативно-техничката агенција и Агенцијата за национална безбедност. Едната може само да ги пресретнува електронските комуникации, а другата ги добива тие комуникации. Она што се уште не профункционира е контролата врз тоа колку законски работат овие две организации, клучни во системот за безбедност. Ние имаме еден дел од законското решение кој што до крај не профункционира, а тоа е граѓанскиот надзор и контрола. И мислам дека тука треба да се насочи сиот капацитет на институциите за да можеме граѓанскиот надзор и контрола да го ставиме максимално во функција. На тој начин мислам дека ќе ја зајакнеме и довербата кај граѓаните во безбедносните служби. Ние како институција сме отворени, вели првиот човек на АНБ, аргументирајќи дека во 3 години од формирањето се одржале 15 средби со собраниските комисии кои имаат надлежност да ја контролираат Агенцијата за национална безбедност. Сакам да ја подлечем уште еднаш нашата целосна отвореност кон контрола. Друго е прашањето дали во функционирањето на двете парламентарни комисии и другите тела за надзор постојат одредени проблеми. Проблем нема од наша страна да видим отворени и транспарентни. Дел од министрите чии ресори имаат разузнавачки и безбедносни капацитети со доза на самокритика потврдуваат дека има потреба од натамошно подобрување на контролата, но и влијанието врз овие служби. Во Министерството во рамките на постојните закони се разбира препишани се некои правила кои што јас не ги сметам задоволни. Затоа што ако сакаме да го постигнеме она што беше суштината на почетокот на оваа реформа, а тоа е намалување на политичкото влијание врз работата на овие служби, во тој случај сметам дека и овој сегмент мора да биде опфатен. Надлежните, барем во јавните изјави, покажуваат дека се свесни за потребата од заокружување на реформите што треба да придонеси и за враќање на довербата на граѓаните во системот, која беше изгубена со обелодонувањето на масовното прислушување. Само реформирани институции кои имаат мандат да вршат надзор и контрола можат да придонесат значително во обезбедувањето на демократската транзиција и враќањето на довербата на граѓаните, пред се во државата и незините институции. И Европската унија очекува Северна Македонија да ги динамизира напорите за финиширање на реформите во овој сектор. Брисел објаснува дека почетокот на преговорите носи дополнителни барања кои се поврзани со заштитата на човековите права и слободи и затоа работата и отчетот на разузнавачката заедница мора да биде во согласно со очекуваните стандарди. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.